Увозот на ориз од Индија, Пакистан и слично го руши квалитетот на кочанското бело злато. Оризопроизводителите загрижени реагираат на ваквата појава и пракса, бидејќи како што велат со ова го губат она што е квалитетно и домашно. Бараат од надлежните да излезат на терен и да направат проверка на оризот. Доколку не е кочански, велат да не се декларира како таков. Имаме уште еден проблем. Имаше многу увезен ориз оваа година, кој се брендираше како кочански, и тука бараме да инспекторатот да излезе на терен и да го провери ако квалитетот, ако не е кочански, да го продават под онаа марка што е увезена, дали индиски, пакистански, каков е не знаеме, меѓутоа како кочански воопште да не се декларира, бидејќи се уништува нашиот кочански ориз, се уништува, а кочански ориз се знае дека е бренд и дека е најквалитетен како ориз во Србија и во другите земји што граничиме, е докажано, меѓутоа со ова мешање на оризот со другите сорти и со увозниот го рушат тој бренд и тука сме оштетени како оризопроизводители. Дополнителен проблем за нив е и жетвата. Ако ланската година беше слаба и по квалитет и по принос, очекуваат оваа да биде уште полоша. Ова според нив се должи на задоцнетата сеидба на оризот, а додаваат дека во моментот ниту временските услови не се во нивна полза. Оваа година очекувам уште полоша од ланската. Бидејќи сеидбата беше задоцнета, оризите се уште се во фаза на зрење, а временските прилики веќе не се наклонени за оризот. Се плашиме дека ако овака продолжи временските услови за ова недела, да не падне некоја слана, веќе роса има појака што смета на оризот, а ако падне една слана, ако падне, веќе нема тука да некои ниви дури нема ни да се жнеат. Тоа е резултат на касната сеидба, касното пуштање на водата од страна на водостопанството. Оризопроизводителите од Кочанско очекуваат подобра цена на белото злато, со цел мотивација кај земјоделците да продолжат да работат и државата да не се доведе во ситуација да биде зависна од увоз на ориз.